Македонија има најевтина потрошувачка кошничка во Европа, велат податоците изнесени од Евростат, наведувајќи ја секоја земја поединечно и правејќи паралела со просекот на ЕУ стандардот. Добро е тоа што Евростат излезе со параметар во кој што вели дека основната потрошувачка кошница во Македонија е најевтина во Европа, убедливо најевтина. Е некаде од прилика 49,7% од европскиот просек. Дали е тоа доволно? Не е, но тоа ги демантира сите оние кои што не сакаат оваа држава да успее и кои што не сакаат да ја видат Македонија горда и напредна и кои што се практично сите оние зли јазици кои што создаваат една лоша, тмурна атмосфера во општеството. Без оглед на ова, Мицковски изнесе дека лично анализира повеќе од 600 фактури каде со увозниците и дистрибутерите ќе бара намалување на цените. И јас лично, ви велам, работам на методологија на идентификување на тие 600-700 производи кои што статистички се мерат и директно на нив ќе одиме ако треба фактура по фактура, еден по еден производ ќе ги анализираме каде можеме да покачиме и како можеме да покачиме, така што ова е една темелна операција која што лично ја водам и очекувам да има многу скоро резултати кои што ќе бидат видливи на терен. Во насака намалување на цените, Мицковски пред неколку дена имаше средба со представници на најголемите маркети во државата, а за краток период таква средба ќе има и со увозниците и дистрибутерите. Пред сите овие активности, тој најави дека целта е зголемување на цените на годишно ниво да не биде поголемо од 3%, односно тоа да биде максимални 2,9%.